Во првата детска амбасада Меѓаши активно паралелно работиме на повеќе проекти. Веднаш ќе започнам со СОС линијата за деца и млади, која представува детска служба за помош и поддршка на децата, младите и нивните семејства преку бесплатниот СОС телефон, значи 0800 1 22 22, кој што е бесплатен од операторот T-Home, но ние сложуваме напори да стане достапен и бесплатен и од сите останати оператори во Република Македонија, за да може да биде достапен за сите деца во Република Македонија. Со секој повик детето може да добие информации, помош, поддршка од стручни лица, затоа што на оваа линија работат педагози, психолози, социјални работници, психотерапеути, исто така и правници. Значи во зависност од тежината на случајот за кој што станува збор, во корелација со СОС линијата работи и бесплатната правна служба, која што се реализира преку писмени обраќања до надлежните институции доколку постои прекршување на некое детско право, и не застанува тука, таа продолжува да ги следи понатаму, ја следи работата на надлежните институции и реагира доколку има потреба. Исто така, нешто позначајно во овој период од ноември започнавме со еден регионален проект од дом до свое, From Foster to Prosper, како партнерска организација на Open Media Group од Хрватска и во соработка со невладини организации од Србија и од Словенија. Проектот се одвива во 4 фази. Во првата фаза, значи, се спроведува истражување да се утврди моменталната состојба на децата кои што се сместени или излезени од домовите за деца без родители и родителска грижа. Значи да се утврди кои се нивните потреби, каков е нивниот степен на образование, колкава е нивниот процент на вработеност или невработеност и кои се проблемите со кои што тие секојдневно се соочуваат. Значи, потоа продолжуваме со вториот дел од овој проект, е снимањето на интервјуата со младите кои што излегле од овие институции. Како и во третиот дел имаме промотивна медиумска кампања, каде што гласноговорник ќе биде Весна Петрушевска и чија цел ќе биде да се информираат работодавачите и да се поттикнат за вработување на овие млади лица. Додека во четвртиот и финалниот дел веќе ќе се подготвуваат и ќе се организираат работилници за овие деца, за овие младинци, преку кои стручни лица ќе најдат начин како да допрат до овие млади лица и како да им помогнат полесно да дојдат до работното место. Меѓаши уште од своето основање, од самото нејзино основање, континуирано работи на градењето на мирот. Значи, целта на мировното образование е превенција на насилството, значи не само спречување, него превентивно да се делува на насилството преку ненасилна разработка на конфликтите. Значи, токму поради тоа, Меѓаши опфати 3 училишта во овој проект, значи 3 средни училишта, од кои 12 професори се вклучени во оваа активност и 6 мировни едукатори. Значи, од средните училишта, од средното медицинско училиште доктор Панче Караѓозев, потоа Здравко Цветковски, гимназијата Никола Карев. Исто така, во овие училишта беа формирани и креативни работилници и беа формирани младински мировни клубови, кои што се ги состојат самите ученици од овие училишта и тие преку има представи организирано по повод сето ова насилство кое што го гледаме во последниот период во училиштата, форум театар и танц театар како техника за креативна разработка на конфликтите. И за крај нешто на што исто така активно работиме во последниот период е подготовките за јубилеот на првата детска амбасада во светот Меѓаши, значи на 29 април првата детска амбасада Меѓаши ќе го одбележи нејзиното 20 годишно постоење со децата.